Почитувани медиуми, почитувани граѓани на Република Македонија. Втор ден молк во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и владата на Република Македонија. Во врска со 65 милиони евра долг во програмата за финансиска поддршка за земјоделците. Финансиска поддршка која што се уште земјоделците ја чекаат. Земјоделците се уште ги чекаат субвенциите кои што им значат приход и значат екзистенција на своите семејства. Додека земјоделците чекаат исплата на субвенции, откупот и пласманот е катастрофално лош. Земјоделецот е оставен буквално без никакви средства за екзистенција, а власта, наместо да им помогне, им се заканува и ги заплашува земјоделците, кои што си ги бараат ветените и заслужените субвенции. Ситуацијата е алармантна. Заев не успеа да ги исплати ниту редовните субвенции, ниту дополнителните мерки кои што требаше да ги ублажат и да ја ублажат загубата која што ја претрпуваат земјоделците во цела Република Македонија. Нема ништо од дополнителната субвенција од 1 денар која што им е ветена на лозарите од Тиквешијата. 3 денари на јаболкарите од Ресенско се уште ги чекаат. Производителите на познатата пиперка ајварка се уште се ги чекаат своите 3 денари по килограм предаден род. Исто како и сливарите од повеќе региони во државата. Оризарите од Кочанско се уште ги чекаат ветените 5 денари за предаден килограм ориз. Исто како и мелничарите, млекопроизводителите, сточарите и сите други земјоделци се излажени од оваа власт. Се ги чекаат редовните и дополнителните субвенции. Веќе 3 години земјоделците се сочуваат со намалени приходи и екзистенција која што е под знак прашалник. Откуп нема, а кога го има цените се ниски, а субвенциите не се исплаќаат. Господине Заев, како мисли дека земјоделците може да преживеат со своите семејства? Дали знаете дека земјоделците не го продаваат својот род? Напротив, го предаваат, се со цел да обезбедат минимални средства за екзистенција на своите семејства. Господине Заев, ги донесовте до питачки стап земјоделците, а за тоа ќе одговарате пред граѓаните на наредните предвременни парламентарни избори. Затоа истите треба да се случат час поскоро, затоа што е потребна обнова на Македонија. Ви благодарам на вниманието.